Нас ни беше многу убаво изминатите часови што ги поминавме овде и ние решивме денеска да дојдеме на ужинка во Виталија. Може? Може. Јас дури веќе едно испразнив. Тоа значи дека ми е многу убаво, многу ми годи, а гледам дека и моите принцези навистина сладко уживаат во овие мали, прекрасни задоволства кои што вие сте ги измислиле. Што значи ужинката и што им е неопходно за ужинка? Значи во текот на денот покрај трите главни оброци децата треба да имаат и две на ужинки. Ужинката секогаш треба да се јаде 2 часа после оброкот. Значи како ужинка може да се консумира овошје, значи парче свежа овошје или пак место замена, нели децата често јадат чоколади, јадат крем банани, круасани, наполитанки, слично, кои што сепак, нели, содржат зголемен број на шеќери, зголемен број на масти, кои рековме, нели, треба да се консумираат, но во помали количини. Веќе Виталија тука има своја нова линија наменета за децата, така наречена Пингви линија, која што значи му возможува на децата да внесат здрава, а вкусна ужинка во текот на денот. Тоа се овие пингви, крцкави житни плочки. Ги имаме два вида. Значи, крцкави житни плочки со темно чоколадо, избогатени со 9 витамини и калциум и железо. Не случајно одбрани овие витамини, затоа што калциумот, нели рековме за децата, е многу важен за да имаат здрави и цврсти коски и железото да имаат јака крв. И заби. И другата врста се пингви житни плочки, кои што се спрелиени во долниот дел со бело чоколадо и имаат вкус на белгиско чоколадо. Значи, преку ова барсче што ќе го изедат, ќе внесат богатство од хранливи материи, значи представуваат 100% природени производи кои што имаат богат, нутритивен, хранлив профил и ќе им возможат на децата да имаат енергија и сила во текот на денот. И здрава ужинка. Многу се лесни и економични за употреба. Супер! Значи, наместо да ја одберете варијантата да одите на бурек за ужинка, преку кој што можете само да заработите вишок на килограми и понатаму во животот може би поголеми здравствени проблеми, одберете варијантата со овие прекрасни барови, каде што ништо не е случајно, како што кажа доктор Нела, се што е внатре сочинето е токму она што ви е потребно, избалансирано и сето она што ќе ве направи ем сконцентрирани, ем здрави, ем паметни. Да. Би сакала да ги прашам дечињата дали им се допадна пингви барот? Да. Сте го пробале предходно, сте го јаделе? Прв пат, сега ќе им кажете на вашите родители, значи да ви купуваат пингви житни плочки или пингви барсови. Договорено? Секој ден. Наместо смоки, наместо чипс, наместо крем банани, да јадете здрава ужинка, за да бидете здрави и силни. Договорено? Да. Мислам дека по нив се гледа колку уживаат, веќе по 2 изедовме, јас само ги чувам амбалажите. И тоа ќе го порачаме на нивните мамички, значи секој ден за ужинка, по еден бар кој што ќе ги задоволи сите нивни дневни потреби. Ем ќе имаат здрави коски, ќе имаат здрави запчиња, ќе имаат квалитетна коса и ќе бидат најубави на цел свет. А и вие, драги наши, можете да ни се приклучите, да бидете дел од ова наше убаво друштво.
Значи веќе на нашиот Facebook профил Звезди и приказни ќе ги добивате сите информации, каде е наредното снимање, каде ќе се собира нашето друштво, што се ние ќе посетуваме во иднина, значи можете и вие заедно со вашите внучиња, дечиња да ни се приклучите, бидејќи нашето друштво нема граници. Доктор Нела, што е уште значајно во врска со ужинката да додадеме? Со ужинката, па дека преку ужинката, значи децата исто така не смеат како и појадокот да ја прескокнуваат, бидејќи мора во текот на денот нели да земат дополнителна енергија, односно сила која што ќе им биде потребна за активен ден. На крајот би сакала да препорачам дека покрај здравата и правилна исхрана, која што треба сите ние, не само децата и возрастните да ја практикуваме, треба да имаме и одредена физичка активност. Значи, храната ни е единствената, значи преку храната добиваме единствената енергија која што ни е потребна за да ги извршуваме секојдневните дневни активности. Дел од таа енергија која што ја внесуваме нели преку храната, ја користиме за движење, печачење, учење, концентрација, нели? Но другиот дел, ако не се движиме, ако не сме физички активни, таа енергија останува во нашето тело и се таложи во масни наслаги, постепено доаѓа до зголемување на телесната тежина, нели рековме, целта ни е да имаме здрави генерации, значи деца со помалку, нели, да не бидат да не имаат голема телесна тежина и во таа насока, значи треба таа енергија да исфрлиме од нашето тело, а тоа ќе го направиме само доколку сме физички активни, значи на сите им препорачувам физички да се движат, значи да пешачат, качувањето по скали со така е физичка активност, возење на ролерки, велосипед, пешачење, значи што е можно, значи во текот на денот барем да издвоиме 15 до половина час да престојуваме на свеж воздух, значи во воздухот нели имаме кислород, го вдишуваме, а кислородот нели му е потребен на мозокот за да може нормално да функционира. Значи покрај здравата исхрана треба да бидеме и физички активни. Значи здравата исхрана оди со физичката активност. Апсолутно точно, се согласувам со вас и ние сега од овде право одиме на физичка активност, право во природа, така нели дечиња? Веќе завршивме со ужинката и веќе е време да преидеме на нешто друго. Јас мислам дека многу добро ги разбравте сите совети кои ни ги даде денеска доктор Нела, поврзани и со ужинката, но и со нашите животни навики, бидејќи исхраната не е најважна, важно е ние и да се движиме. А кажавме и да запомниме дека вишок од килограми се вишок проблеми во животот. А ние, бидејќи не сакаме проблеми, ќе бидеме ваши верни пријатели. Од авантурите на Пинги и другарчињата, каде што редовно зборуваме и подсетуваме дека животот е еден и треба да се живее здраво, треба да спортуваме, треба да создаваме здрави животни навики, треба да внимаваме на однесувањето и со тоа ќе станеме и подобри деца, а во иднина и подобри личности. Ние продолжуваме со уште еден интересен психолошки разговор, бидејќи и денеска дојдовме во психолошкото советувалиште Психомодус кај психотерапевтот доктор Сонја Алексич Вуковиќ, со која секогаш имаме интересни муабети. Верувам дека и денеска ќе зборуваме за нешто што сигурно многу ги тишти и многу ги интересира, особено дечињата кои се дел од оние разведени бракови, разделени родители и кои што живеат постојано со едниот, а повремено, доколку имаат среќа, и со другиот родител. Доктор Сонја, има многу интересни истории на оваа тема, сигурно ние би зборувале со денови доколку сега седнеме и камерата може да не прати, но еве во вашата пракса досега со кои најчести проблеми вие се среќавате на оваа тема? Интересно е што почесто доаѓаат мајките, значи за консултација, затоа што изгледа дека во овие друштвени системи мајката е таа која крива за се. Која е одговорна за децата, нели? И така и се она чувствува, така и се однесува. Најчести проблеми се, да кажеме, како да им се соопшти на децата. Ако натаму проблем е кога едниот од брачните партнери, бивши, се однесува
на тој начин што го клевети другиот, зборува против него, што го изложува детето на страшни притисоци. Понекогаш и измислува работи. Да, тоа е страшно, страшно е што воопшто децата се наоѓаат меѓу два огна, значи, и преку нив сето тоа поминува, тоа меѓусебно обвинување, нели, правење приказни, драматизирање и така натаму, уценување и слични работи. Затоа што детето може, најстрашна работа од сето тоа е што може да се чувствува виновно за тоа што се случило, да се развојат родителите, затоа што треба да напоменам многу често, ова треба родителите дефинитивно да го знаат, дека секоја нивна караница, значи, пошто на детето не му е јасна, зависи нели од возраста на детето, на поголемо дете може да ќе му биде јасна, ама на помало секако не може да му биде јасна причината, пошто обично причината и не се кажува. Значи, некој повод се наоѓа за меѓусебно обвинување и сето тоа, детето почнува да се чувствува виновно, значи, за тоа што се случува меѓу родителите. Така да најголем греф е тоа да детето се чувствува виновно. И секако би било добро, мислам, без разлика, нели, што се случува меѓу партнерите, сепак или да внимаваат родителите во таа караница, да му објаснат на детето барем дека ништо тоа не се однесува на нив. Нели, туку дека имаат оние некои недоразбирање. Така. Дали кажавте дека мајките се оние кои што најчесто ви се обраќаат, бидејќи можеби поради тоа што и судот најчесто ги доделува на мајките, па мајките го следат детето во сите негови промени, променливи расположение, оно секогаш не кажува што го тишти. Но дали според вас се тука препорачливи поради решавање на таа детска тага, некогаш е тага, некогаш е револт, некогаш е нешто повеќе. Да, зависи од возраста. Да, но дали се препорачливи заеднички средби од време на време да се среќаваат мама, тато и децата или детето и на моменти да предпоставка да создадеме атмосфера дека секако некогаш, ама малку поинаку. Дали е тоа пожелно? Да, секако, ако луѓето цивилизирано се разделиле, значи, ако и цивилизирано се однесуваат меѓу себе, значи, разговараат, разменуваат за доброто на детето, значи, кај што нема оваква лоша крв, како што вообичаено има. И да ви кажам дека има такви разводи, каде што е тоа многу пристојно. Да, мислам. И тоа е прекрасно за детето, мислам, одлично е, без разлика каде е. Значи, и двајцата родители се грижат и факт е дека тоа треба да му се објасни на детето. Дека тоа му се единствените родители, дека стално ќе му бидат родители, дека тоа нема врска со него, дека и понатаму ќе се грижат и треба и да покажат дека се грижат. Меѓутоа, велам, тука баш треба еден цивилизиран однос да постои и да родителите комуницираат. Затоа што навистина некогаш разводот е добро решение, знаете, ако нешто баш не случајно рекле дека единствено решение за лош брак е добар развод. Да, така да кажеме што ќе ги унапреди животите и развојот на некој од партнерите. Знаете, тоа би било прекрасно, нели, за човекот, затоа што детето тоа ќе има некој среќен и успешен родител, нема да има двајца несреќни родители и така. Мислам, тоа све би било убаво ако они успеат да тој однос го одржат во рамки на цивилизирано, велам, однесување, каде што и тоа е прекрасно да можат некојаш да отидат заедно. И јас знам дека има и такви луѓе кои добро се грижат за своите деца после тоа, дека комуницираат меѓу себе, дека соработуваат, излегуваат некогаш, мислам, нели? Така да тоа би било одлично. Да, се случило ли некогаш во вашата пракса детето да се обидува, да бара начин, да бара чаре, што викаме, да ги свири родителите и да го обедини повторно семејството? Јас не можам толку да го следам процесот, нели, мислам, посебно не преку детето, затоа што вообичаено се работи преку родителите. Кога е детето помало, колку е детето помало, толку повеќе интервенциите психотераписки одат преку родителите. Меѓутоа, тоа е многу позната приказна, да децата вечито се обидуваат да ги обединат родителите, нели? Меѓутоа, има и друг случај, да децата многу често ги прашуваат, обично мајките, нели, затоа што они некако се издвоени како жртва, нели, во некој, макар да тоа не е така, ги прашуваат зашто не се разведувате. Тоа се однесува на поголеми деца, значи деца во пубертет, во адолесценција и така натаму. Значи постојат и такви ситуации во кои децата бараат развод, мислејќи дека тука нешто подобро ќе им биде. Така.
Јас верувам дека со овој муабет и на оваа тема покренавме многу размислувања во моментов, можеби многу барања за конкретни теми, затоа додека не ги заборавите, додека не преидете на нешто друго со работа, веднаш логирајте се на Facebook, побарајте ја нашата страна, звезди и приказни, напишете ни дали во порака, дали на нашиот зид предлог тема која што би сакале да ја чуете, за која што би сакале да зборуваме или можеби да добиете некој поконкретен совет што да се прави и како да се постапи. А јас претпоставувам и дека нема да биде на одмет да кажеме дека советувалиштето, психолошкото советувалиште Психомодус, каде што дојдовме денеска кај доктор Сонја Алексич Вуковиќ, се наоѓа во кисела вода, многу лесно, кој сака информација да добие, ќе ја добие на Facebook, ќе му помогнеме и верувам дека ќе се обидеме заеднички да се справуваме со сите потешкоти, со сите непознаници, со сите прашалници кои што ве тиштат вас во периодот на развојот на детето. Ви благодарам што и денеска издвоивте време, се гледаме повторно на некоја следна тема. Еве ги нашите минути во кои сме најопуштени, најнасмејани и најрелаксирани. Ке си играме бебиња леле, колку многу беше тоа мојата омилена игра во детство, да играм со кукли, со бебиња, со колички. Друштво денеска ќе ни прави, драги другарчиња, веќе вие сите многу добро ја знаете, особено ја знаат мајките, татковците, бабите, дедовците. Милица Кузмановска, една од нашите најпознати фолк пејачки во Македонија, една тетка која е мама на две деца, дечиња, на син и на керка, да. Син и керка имаат по колку години, Милица? Моите деца се големи, синот веќе 22 години има, а керката 13. Нека се здрави и живи, тие веќе станале зрели за и тие полека да грабат. Одамна со кукли сме завршиле исто. Ама нели е убаво вака кога ќе земеш да се вратиш во детството и се сеќаваш на сите омилени нешта кои сме ги правеле во детството. Јас покрај куклите морам да ти признам многу играв ластик. Исто и јас. Ластик на вистина. Тоа беа нашите игри. Дури ми е криво вака на моменти кога ќе се потсетам на некои од нашите игри, зошто децава сега еве немаат време. Добро, нормално е сега други нешта некои посовремени игри, точно така. Милица, дали си ти расположена да испиеме по едно кафе? Овие две прекрасни принцези во звезди и приказни прават многу убаво кафе. Да, расположена сум. Анџела, ќе ја послушиш тетка Милица? Да, одлично, Матеја, ти мене ке... Благодарам. Многу сте биле вредни. После ќе ни гледате на кафе? И после мручек, добро. Тетка Милица денеска сака да ни раскаже една приказка, драги мои другарчиња. Но ќе и пречи кафето. Еве можеш тука да си го ставиш, па подоцна ќе си го испиеме. Ете така. Да. Кажи ни која приказна ни одбра за денеска? Јас ја одбрав приказната за кралот Артур. Интересно. Никој не се сетил досега да ни ја раскаже оваа приказка. Ние ќе слушаме внимателно. Важи? Ќе прочитаме убаво. Ајде. Супер. Да видиме што се случило. Одлично. Повели. Еве вака почнува приказната. Значи, многу одамна живееше еден мудар крал кој се викаше Утер. Неговиот советник беше моќниот волшебник по име Мерлин. Еден ден Мерлин го потсети кралот на неговото ветување дека ќе му го даде неговото првородено дете. Кралот се согласи затоа што Мерлин го беше задолжил со услуга и по некое време кралот беше благословен со дете, еве со едно вакво бебе како овие ние што ги држиме тука. Кога ја доби веста, Мерлин го посети кралот и тој си го исполни ветувањето. Веднаш му го даде детето на волшебникот. Мерлин го однесе детето во црква и го крсти Артур. Еве го Артур, можете да го видите на сликата. Какво бебенце бил Артур. Ете како тоа. Исто како тоа. Мерлин му го даде детето на еден витез кој се викаше Сер Хектор. Сер Хектор го чуваше детето како свој син. Освен кралот, Мерлин и Сер Хектор, никој друг не знаеше за раѓањето на момчето. Артур растеше како втор син на Сер Хектор, бидејќи овој веќе имаше син по име Кај. Двете момчиња растеа како вистински браќа. Годините поминуваа и еден ден кралот Утер почна
почина без да остави наследник на престолот. Витезите на дворот почнаа меѓусебно да се докажуваат дека се достојни за престолот. Мерлин ги посоветува да престанат со расправите и да се молат в црква за некаков знак кој ќе помогне во изборот на законскиот наследник на англискиот престол. Потоа витезите отишле во црква да се молат и во тој миг се случило чудо. Во дворот на црквата се појави камен со меч забоден во него, а на каменот беше испишана порака. Кој ќе го извлече мечот од каменот, тој ќе биде законскиот крал на Англија. Еве го мечот кој стоел тука пред црквата. Гледате, да видиме сега кој ќе го извлече мечот, кој ќе биде толку силен за да биде крал. Веста за ова чудо како распламтен оган се расшири низ цела Англија. Луѓето доаѓаа во дворот на црквата за да го видат ова чудо. Еве ги. Многу бројни витези од сите краишта на земјата се обидуваа да го извлечат мечот од каменот, но никој не можеше ни да го помести. На крајот се откажале сите. Двајца витези стоја покрај мечот за да го чуваат. Кога се појави ова чудо, Артур имаше само 15 години. Значи, нашиот Артур, кој бил бебе, сега веќе пораснал, бил момче кој имало 15 години. Бидејќи никој не можеше да го извлече од каменот, мечот останаа да го чекаат својот законски собственик. Неколку дена подоцна се одржуваше витешка борба во која учествуваше и Кај, постариот син на сер Хектор. Бидејќи беше многу млад за да учествува, Артур го придружуваше Кај во оваа борба како негов помошник. Еве ги двајцата браќа, еден до друг застанати. На пат кон местото каде што се одржуваше борбата, Кај забележа дека го заборавил својот меч дома. Артур, дали ќе можеш да отрчаш до дома и да ми го донесеш мечот, го замолил Кај. Бидејќи Артур многу го сакаше својот брат, го послуша истиот миг потрча за да му го донесе мечот. Но кога пристигна дома се зачуди кога виде дека вратата е заклучена и си помисли: нема да дозволам брат ми да тргне во денешната борба без меч, ке одам и ке го извлечам мечот кој е во дворот на црквата. Ајде да видиме сега што се случува понатаму. Еве го Артур. Артур побрза кон црквата и кога пристигна веднаш влезе во дворот и тргна кон мечот, кој во тој миг никој не го чуваше. И тогаш, без напор, Артур го извлече мечот од каменот. Брзо отрча кај Кај и му го даде мечот. Кога овој го погледна мечот, се налути. Зошто не ми го донесе мојот меч? Чи меч си го украл, го праша налутено. Артур се исплаши кога го слушна Кај, но собра храброст и рече: јас не го украдов овој меч, кога дојдов дома вратата беше заклучена, па затоа отидов во дворот на црквата и го извлеков мечот од каменот. Кај не можеше да им поверува на своите уши, беше вчудовиден и помисли дека неговиот брат лаже. Не е можно дете да го извлече мечот. Затоа Кај и Артур се вратија во црквениот двор и го вратија мечот во каменот. Еден ден Кај и Артур беа во црквениот двор додека некои витези повторно се обидуваа да го извлечат мечот, како и секогаш не успеваа. Откако сите се обидоа, Артур застана врз каменот и без напор го извлече мечот. Значи, повторно, нашето момче, кој требало, на кого му било судено да биде кралот на Англија, значи, повторно успел да го извлече мечот. Сите луѓе биле зачудени, не можеле да поверуваат дека едно момче со обично потекло може да го извлече мечот. Постојано бараа од Артур да го извлекува мечот од каменот, повторно и секој пат Артур го извлекуваше мечот без никаков напор. Волшебникот Мерлин пристигна во дворот на црквата и го виде Артур со мечот. Тогаш Мерлин им раскаже на собраните витези и на граѓаните дека Артур всушност е син на кралот Утер. Така Артур беше кронисан за крал на Англија. Браво! Ете така завршува ова наша приказна за кралот и за мечот ни раскажа тетка Милица, ќе ти го чувам, а вие одете таму да играте. Многу ти благодарам што најде време во нашите звезди и приказни да им раскажеш на дечињата, на бројните дечиња кои се веќе наша редовна публика во деновите во кои
оди нашата емисија преку еден ден, значи понеделник, среда и петок, 4 пати, че во 4 термини, и сабота и недела имаме репризи. Значи термини, има доста можности термини да се гледа. кои навистина релаксираат, термини кои радуваат и многу едуцираат во средните делови. Посакувам многу среќа и кога ќе се потсетиш повторно на некоја приказка од детството, тука сме. Само јави се и повторно ќе раскажуваме, важи. Со задоволство ќе бидам ваша гостинка, навистина ми беше прекрасно, еве јас малку да се навратам на оние мои детски дена. Супер. А некогаш дури и ќе пееме, да знаете, ќе ги пееме обилените песнички од детството на нашите познати пејачи. Довидување, драги наши, до следното издание на Звезди и приказни.